Оваа недела на гости во кујната на шеф Марк го имаме Филип. Тој ни доаѓа од убавото Кавадарци. Тиквешијата. Прва асоциација е убавото вино и ракија, но град кој крие кулинарски таленти и премногу кулинарски тајни и врвни истории. Филип е тука дојден подготвен и е решен да ни го прикаже денес сиот свој талент, страст и љубов која ја има кон кујната. Останете со нас и погледнете. Добар ден прави на сите гледачи, јас сум Стефан Манев. Денеска сме во оваа емисија за мојот пријател и пред се колега Филип Јордановски. Добро вечер, јас сум Кристијан Крчов, колега на Филип во ресторан Моклиште. Јас сум Гордана Петкова, помошник кувар. Здраво, јас сум Филип Јордановски од Кавадарци, имам 19 години и работам како готвач во ресторан Моклиште и имам завршено средно ugostителско училиште во Охрид. Тој е многу добар готвач пред се. Добро знае да се снајде во кујна и да застапува колегијално пред секое негово работење. Со Филип се знаеме многу одамна и он е добар човек, професионално си ја врши работата, многу си ја сака, си го сака готвењето и многу вкусно и добро готви. Како личност, многу супер, многу добар. Па мојата љубов кон готвењето се роди уште како мал, гледајќи го мојот татко, исто он има завршено како готвач и ми даде некоја инспирација и сакам јас да бидам готвач. Филип е многу позитивен. Јас со Филип се знам многу малце, еден месец, затоа што почнав да работам пред еден месец тука, но тој е многу добар во кујната, така да таа карактеристика му е најдобра. Мојот рецепт прв е плескавица Моклиште, во овој ресторан имам направено и тоа. Највкусното јадење што ми го подготвил тој било лосос и пире од целер. Беше многу добро, вкус имаше многу добар, сочност исто така, што е најпотребно. Веќе полната тиквица со ориз, сув домат, мајчина душица и многу други зеленчуци, што тоа е негова тајна и ја направи многу добро. Многу добро, например, он си готви и тоа што си го сготви, со љубов си го готви и со песни, и со смеи, така си. Има личност нормално дека има, тоа е најстариот колега кувар во Моклиште и од мојот професор Васко и мојата професорка Милена во средно ugostителско училиште во Охрид. Па имаше доста долги искуства во овој еден месец. Пред некоја недела направи една храна, ја загори малце, но добро испадна на крајата, ја прифана и гостите. Требаш да идеме на работа, втора смена и кој ќе не зима на работа, ајде Филип со колата и он си заминал, нас ници чекаме. Па се пријави за да се сретнам со нови предизвици, со нови искуства, научам многу нови работи. Сакам да напредува и сакам да продолжува овие води. Па искрено многу добро, баш ми беше мило затоа што се пријави, баш го поддржувам тоа. Па омилена ми е модерната кујна затоа што е по-различна од традиционалната кујна, има по-нови работи да се сретиш во неа. Сите јадења се многу вкусни он што ги готви. Не можам да издвојам некоја посебно така. Правев еднаш рижото со зеленчук и мислев дека има доста време да го оставам да се правам, на крајот го загорев малце. Сака да продолжи да стане врвен готвач. Ако био зачи ми био вегета. Секогаш има добра шанса за нови можности, за нови почетоци и најдобри успеси и резултати. Јас со сета моја поддршка го поддржувам во оваа емисија и во оваа шоу.
Здраво, добар ден гледачи. Уште една емисија малку различна, по потрага на млади таленти. Млади таленти ги има во цела Македонија. Секогаш ни е чудно, навистина, кога кажеме млади таленти. Многу сакам да ги бараме, како правиме сега со ова емисија, по потрага по нив. Што е убаво, што они сами се пријавуваат. Филип ми се пријави пред неколку време, немавме прилика да дојдеме, а сега е моментот. Божичните празници и све тоа прават да имаме убави маси, да имаме убави моменти што можеме да ги споделиме со родителите, со пријателите и све. Мислам оти овде местото е малку посебен. Сме во Моклиште, во Кавадарци, преубав ресторан, имам, вау, чести задоволство да бидам во едно од најубавите места овде, што има еден господин што многу пати доаѓа овде, па сум на неговото место. Денеска сум тој малку што сум над се и над сите. Ке ни се представи Филип. До сега имаме слушено само убави зборови за него. Се надевам оти ќе бидира на ниво. Пак ќе кажам, местото покажува јачина, мокта. Се надевам оти во Моклиште со Филип ќе имаме таа убавина во тањирот. Ајде, Филип, представи се со твоето јадење, да видиме што ни готви денес, за да се покаже да биде дел од ова убава приказна. Добар вечер, Марк. Добро вечер, Филип. Вау. Епа... Овде имаме телешка томахавка. Океј. Одлежна во маринада 24 часа, во маслиново, со лукче, со розмарин, со мајчина дујсца, со мешан бибер во зрна. И имам исто за одозгоре путер, гарик путер унатре. Има лукче, многу малце бибер, сок од лимон, мајчина дујсца, розмарин. Тоа е путер што го направи на страна. На страна, да, за врз месо, да. Добро. Имаме убав зеленчук, гледам. Да, грилван зеленчук, како гарнир и тоа. И шери домати. И шери домати. Вау. Мислам оти ќе... Епа, гледам оти е со еден колега. Да. Може ќе ми направат нешто преубаво. Оти на вистина, томаовка е убав дел од телето или од јунешкото, зависи кој сака кој месо. Овде беше телешко. Телешка, да. Телешка. Добро. Имаме прилика исто во Сарајева да се знае да има преубаво месо, ама гледам и они овде сакале да ме изненадуваат малку со убаво парче месо. Да видиме што ќе имаме. Во мојот тањир ќе го правите Да, тоа? Добро, ајде. Повелете. Секоја чест. Ми го сечат пред мене. Вау, после малку бибер, сол. Што ни треба? Сите, кажиме, целата магија што се прави околу сервирањето на убаво парче месо. Пак ќе кажам, за да печете месо и да го правите месото, и тоа бара уметноста. Не е секогаш лесно. Јас го сакам да биде малку крваво. Гледам оти овде е малку повеќе медиум, да. Океј. Сето зависи до гостинот кој и како си го Точно така. Јас сум навикнат и да го јадам и малку и покрваво. Тоа е зависи од вкусовите. Навистина во Македонија, за жал, навиките се малку да биде попечено, ама ајде. И тоа е неколку пати убаво. Путерот. Океј. Секојаш кажувам навистина, дали е месо, дали е риба, дали е пилешко или друга, мора да има сос. За мен едно јадење што нема сос, не е тоа. Гледам оти. Стави од гарнирот малце? Да, малку да, бе, обаво. Ми го направи гарнирот и гледам оти. И од далеку изгледа малку крскаво, како го сакам. Таман. Супер. Навистина, има луѓе што уживат во таков начин на сервирање. Јас уживам, навистина. И мислам оти и вие, ако доаѓате овде, ќе уживате во таков начин на сервирање убаво парче месо. Фала ти, Филип, стои до мене, оти ти си дел од
ова приготвење и све тоа. Фала многу. Мерси, месио ле сервер. Можеш да ми објасниш како го печеше месото? Ми кажа ти го маринираше? Да. 24 сати беше 24 мариниран? сати да, во маринада Добро. со маслинов, како што кажав, внатре има лукче, мајчина дујсица, шарен бибер, едра со сето зачинето пред тоа, одлежно 24 часа како што кажав. Правиме на вулканска скара. Аха. Да. Имате джоспер, нешто така во тој стил? Не, вулканска Не. скара. Да. Да. Океј. Мислам дека Многу е окей. вкусно. Да. Да. Ми се допаѓа. Браво. Тоа не е грилован зеленчук, морков, брокола, карфиол, тиква. Таман. Зеленчукот многу ми се допаѓа така. Сега што кажувам. Кој имате гарнир, зеленчук во тањир, убави да биде малку крскаво. Ал денте, Да. како кажуваат италијанците. Ал денте зочо да биде малку тврдо под забот. Така. Супер. Убаво да си има еден компир, нешто така, компир направено во жар. Со такво месо, еден гратан, не знам како се кажува гратан до филма, гратан компири. Нема навика со тоа во Македонија, ама компири гратинирано во млеко и во крем. Не знам дали има слушено за това. Имам слушно, да, Да. немам правено јас. Не. Па ќе дојдам да ви покажам како Може, се не е прави. проблем. Ето ми само ти еден убав предизвик да дојдам како се прави Да. еден гарнир. Ама на вистина ми се допаѓа што ми направи тука. Колку време ти требаше за да го приготвиш ово јадење? По околу 20 минути. Сигурно? Знаеш што ти ако доаѓаш кај мене во кујната, ја мора да готвиш за 20 минути со намирници што не ги знаеш од претходно. Ќе биде во една кутија, што ќе треба да отвориш за 20 минути, да ме изненадиш да направиш едно јадење за 2 особи за 20 минути. Ќе видиме, ќе пробаме, не е проблем. Спремен си? Да. Секогаш. Да? И во секое време. Мило ми. Се гледам. Спремни сме, а ми само ти и он е спремен да дојди во мојата кујна, да ми готви на 20 минути Да. едно оброк за двајца. Се гледаме Се гледаме во во наредна мојата кујна. кујна. Здраво. Добар ден, публика. Се враќаме сега во мојата кујна. Секогаш го кажувам моето царство. И на вистина нема побаво место за мене освен мојата кујна. И вие ќе видите, полека луѓето што сакаат да готват не можат да се откажат од овој место. Овој место треба да биде најубавото место што го имате во куќата. Ајде. Денеска тука е со мене за да оценуваме уште Ивана. Ивана, професорке, ајде, дојдете со мене. Здраво, Марк. Здраво, Ивана. Мило ми е Драго што, ми е. па да, Што по трет пат сум тука и веќе се чувствувам како дома во Како твојот дома. Да, во твојот дом. така треба. Ми само ти сите што доаѓаат овде во кујната, во мојата кујна, се осеќаат дома. Како јас сум дома и вие сте доведени дома. Денеска имаме еден посебен учесник. Го имаме Филип. Филип доаѓа од Моклиште. Го видовте, предходно. Што ни направи? Што беше? Огромна кременадла, томаховка. Томаховка, знаете од каде доаѓа тој збор? Томаховка? Кој знае? Пишете во коментарите. Не. Томаховка е од индијанците. Знаете, това е една секира што го имаше од времето на индијанците. Нема више многу индијанци, уште има и томаховките. Томаховките остануваат. Тоа е големо парче месо сега, што можеме да го јадиме. Гледам ти во Моклиште го прават топ. Навистина бев изненаден. Сосот, путерот што ми го направи, све беше на ниво. Ама, таму беше кај него. Да го викнеме? Може. Да, ајде, Филип. Здраво, добар ден, Филип. Добри сте? Супер, одлично. Здраво. Како сте Да. вие? А ние сме добри. Дали ти си добар? Да, спремен сум. Да, спремен си? Да. Океј? Што да правиме? Да отвориме кутијата, да гледаме малку понатаму што има? Може.
Или ќе се вратиш дома? Не? Ајде, да земе кутијата. Повели, кутијата е твоја. Да те изненадуваме малку. Која спремав кутијата, Роквица, да, гледај прво све што имаш. јаболка, цвеко, Ова е трупка. трука. Да. Това е црна трупка. Добро. Посебен, да, Путер. И павака за Крем готвење. павлака за готвење, да, президент. Знаеш што ти мојот начин на готвење е повеќе француски, а? Во француската кујна се употреба крем, се употреба путер, а ова убаво парче месо од Андреја. Андреја ни изненади. Ова е парче месо и е посебен. Ова е, гли, знаеш што е ова? Ова е парчето што е на страна. Да, од што? Ајде. Тоа што е на страна од бифтекот. Од бифтекот, да, на крајот од бифтекот. Да, по француски се вика лашенет. Не знам како да го преведам по македонски, ама овде е пишано како Скрт стек. скрт стек. Да. Океј? Убаво парче, многу меко, има мрсно. Ке знаеш да го готвиш? Па да, Ти беше преди ти сакаш месо, затоа малку ми беше предизвик месо, зашто да не. Ке ти ја вадам кутијата, имаш неколку минути да размислиш што ќе готвиш со све тоа. Океј? Добро, да. Да те оставиме на рад или да те збориме малку да те збуниме? Па да размислам малце. Добро, размисли. Секогаш ова е моментот кога надпреварувачот си вика што ми требаше да доаѓам. Да се надеваме дека Филип ќе приготви супер комбинација од дадените намирници. Убава облека имаш, ама без престилка, без капа, не оди. Повели? Ајде. И капата? Мала глава имаш, ова е голема капа, ма мислам ти ке ти оди. Ако не, ушите ќе држат. Може вака? Па таман? Не. Прав шеф. Да не ги забораиме нашите подржувачи, навистина, президент, Сараева, Стекаус, ресторант, Унибанка, Алпско, Кристал, Нептун, Беко и Farmer Boy за сите убави зеленчуци што ги имаме на располагање, што готвиме со нив, правиме чудесни и обавезно Андреја, знаеш, убави парчиња да ни даваш секогаш за учесниците да уживат и ние да уживаме во убаво месо. Ете тоа. Повели? Може да почнеме? Добро, окей, сакаш? Ајде, мене не ми е проблем. Тајмерот е тука. Има 15 секунди пред да почне. Сигурен си? Почнуваме? Да. Си направи план во главата што како ќе готвиш се? Ајде. Окей? Таман. Ајде. Почна тајмерот. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Месио, спремен? Треба помош со потна. Одиме 20 минути, почна. Чекај. Вака, ова ќе оставиме максимално да видиш. Ова е горе. Добро. А долниот дел исто ќе ти го... Стај. Ќе ти го запалам, така да видиш на рад, двете ќе бидат пуштени на високо. Ете така. 19 минути и 30 секунди. Почнуваат. Океј? Добро. Како видовте, има пашканац, има трупка, црна трупка. Посебно, ама многу вкусна. Овај парче месо е таман. Да. Сега, да не забораваш, имаш 20 минути. Месото е направено така како ролат. Може да се пече од едно парче, ама му треба малку повеќе време. Ако го прави на парчиња, може ќе се снајде. Лесен за сечење, а? Да, убаво. Да. Мене ми се допаѓа. Знаеш што ти ова јас го јадам живо. Па добро, сега секој си има свој вкус, Да. нели како го Да. јади затоа. Превкусно е. Ако ми оставиш мало парчето тока на крај, чисто да го пробам. Оти многу се, ма остави ми го сега, сакам да го пробам. Овде, парчето, ете така, Фала ти многу. Што би рекли така се јади. Да. Марко е жилаво, пази. Ама Стави вкусно е. нешто за куќата.
Да, но па Арон секојаш е среќен. Арон чека од неколку пати Милајди и кажа, да не забораваш, тука сум и јас. Па да. Арон многу паметен куче. Оуф, Каква раста? он чека пред врата и знае, кој има за јадење. Са бајле, кој стануваме, кој се разбудуваме, си доаѓа, знае. Слуша, мирис, све. Да. Се кажува, ти кучињата се исти како газдите. Но затоа ти ние сме многу паметни и он е паметен. Не. Како се снаоѓаш, месио? Гледам, ти многу сечиш, а ништо не печиш. Сега е. Добро, загреана тава, тоа е проблем. Ти кажав, ти ова е малку Побавна, споро, да. Ако сакаш брзо, можеш да Па, се префрлиш може. позади. Да, чекај. Ова. Да. Тоа е разликата. Витрокерамика само остај. Да, витрокерамиката е малку побавна. Индукција е како плин и уште по-брз од плинот. Слушајте, директно. Само што ставате, директно почнува. Беко, на вистина, ни го возможува да имаме повеќе различни шпорети, за да покажиме како опремата работи, како опремата се оди. Ја многу сум среќен што Беко ни го ја намести кујната, од и младите што доаѓаат овде и можат и они да учат, да видат што имаме на пазарот, што ни дозволува да апарати да готвеме. Кујните 90% се направени со плин. Плин е убаво, ма тешко за чистење и све тоа. Новата технологија е повеќе индукција. Индукција, да, пази. Имаш и ова, ако сакаш. Повели. Ала. Ти кажав, имаш релна на... Ама, месото, знаеш, так. Не му треба многу нова. Ке ќутам, да, оти... Ја што го јадам живо, он така е... За мене таман. Да. Јас ова сега немам работено. Неме, тоа е малку ново, да кажеме, на пазарот. Си дозволувам да го намалам, да не ти гори. Добро. Океј? Пази на лушпата, оти лушпата... За чај. Да, и може сигурно да се јаде, ама мислам ти треба прво да го миеш. Ова знаеш што е, а? Да. Пашканат. Добро. Пашканатот е од фамилијата од? Како? Пашканатот е од фамилијата од? Од? Морковите. Морковите. Мајде. Ха? Личи на морков. А па моркови, да, тоа е. Стар вид на морков. Да. Посебен шмек, посебен вкус, многу го сакам. Ова само чисто попржано малку така со маслиново масло, не му треба ништо поиќе. Многу се употребува во Македонија, во поташ, во супа, да така да се прави такви ствари, со кромит, со малку целер и се прави поташ. Ја многу го сакам така. Или рендан. Чист така рендан, како шмек има, многу добро. Имаш поголем нож ако сакаш, знаеш, ова е повеќе за филетирање, за такви ствари. Коцки, зашто да не? Многу брзо. Уште некоја минута и сме точно на половина од времето. Доколку Филип во глава им го најде местото на сите продукти, да се надеваме дека го има испланирано и времето и ќе успее во дадениот рок. Ако можеш да Да ја расчистиш. да нарастиш малку работната маса, од и прљавото и чистото заедно Да. не одат. Во кујна мора да се почитува хигиена и тоа е најважно. Така, исчисти убаво све, те молам. Имаш на располагање ова, овде ако сакаш. Да си ги ставаш на минисците чисти, пролјавите. Тука. Ова да го измијам или? Не можам све да ти кажам. Ако го правам тоа, чекај. Ако ти треба вода, чекај. Така е топла, а ова е ладна вода. Аля. Само да ти кажам, ти имаш 13 минути и 30 секунди уште на располагање. Времето
Имаш и лупала ако сакаш. Може би се. Што мисли професорка? Чекам уште да видам што му е идејата со... Да, не можеме да со сватиме што прави, а? Да. Да? Путер, па... Ова ти е пелјаво. Да. Ова ти е пелјаво. Ова не. Океј. Што ти кажав од почеток? Маса чиста. Да не забораваш што ти правиш за двајца јадења. Уште една Океј. ракица може. Извини што сум напорен, ама Ако не. мора. Знаеш, ти овде има уште и 100 малку земја, а? Зеленчук пред да се работи, нормално се Се мие. чисти, да. Сме на 12 минути. Сол. Сол, имаш бибер, имаш све на располагање. Само да ти после тамо ти имаш и босилек, имаш уште и јаболка. Имаш и крем, путер за употребување. Бибер. Биберо имаш тука. Извини. Капак, отвараш и се мели. Ете така. Сме околу 11 минути. Добри сме. Месото се пржи, ама ништо друго. Малку чудо, а? Дали ќе успе? Многу се фокусира на месото, а све другото не знам што ќе направи. Што ќе правиш, што ти е идејата од Ова тоа мислам се? да го додадам на крај. А да го додаеш на крај Да. со месото? Со место, да. Добро. И да ми додадам на Со крај. јаболката што ќе правиш? Се уште не знам нешто. Јаболката е проблем за сите. Да, Ќе видам на крај готово со павака за папка. да. Јаболката е проблем за сите. Имаше Дамјан од почеток до крај. Не е употребиден. Не можеше, не знаеше. Како ви ја сервираше на крај? Не, не ја сервира. Не, остана. не ја Остана на страна, не ја употреби. Не знаеше каде да ја употреби. А јаболка, овоше. Океј, малку даваш мек така, благенце. Може да се прави салата. Да. Може да се пропржи, да се прави како мало компот. Има многу можности да се прави со јаболка. Комбинација јаболка со овој зеленчук, таман. Оти ова што е? Малку пикантно така? Малку гошливо? И мислам оти јаболката исто мешана со све тоа, ќе му го прави магија на вкусовите. А иако јаболката ја сечи на мали коцки и на ленти и го пропржи со тоа све, ќе биде таман. Ама, го кажав. Марк ми ги зема зборовите од уста. Баш истото ќе го кажа. Значи, каква телепатија. Океј. Полека, но сигурно на секоја намирница го наоѓа местото. Путерот. И јаболката. Болката. И јаболката. Ах, та пуста јаболка. Има проблем. Да. Јаболката е нешто, мислам ти имаше еден таков исто што со стрела. Како се викаше Гиом Тел?
Ставите јаболката на главата и он требаше да... А мислам ти исто е за сите. Ја зеде јаболката. Окей. Почеток од голема приказна. Ќе видиме што ќе искочи од јаболката. Само гледајте како и јаболката ќе реши. Месото е печен, тоа сигурно. Месото изгледа... Изгледа испечен тој сигурно. Пак да знаеш што ти имаш уште и босилек и имаш уште и крем павлака. Океј? Дополнително може да ги користиш и за чините. 7,5 минути. Океј? Месото има крв. Тој крв ја направи сосот да биде темна. Сега све ќе меша и зеленчукот ќе биде темен. Ама. Колку ќе има може? Сакаш да намалиш? Не, да Прво вака? малку. Вака? Или појако? Извини. Океј. Океј. Сервирањето, танирите се извадени. Добри сме. Океј. Да се повторам, јаболката. Рузмарин. Рузмарин, имаш овде рузмарин, каде е нешто овде. Ете го, а не, босилек, извини, може да биде тој тогаш. Ете го, повели. Другата страна, ма пази. Ете така, поп, да. Океј. Да го оставиме. Со павлаката, што мислиш да правиш? За поварка на крај ќе оставам. На крај ќе оставиш, добро. Океј. А јаболката? Јаболката на крај. Имам нешто за Добро. А листовите? Босилекот? Босилекот? И на крај На крај исто. Да. Па све ќе биде на крај. Добро. Како декорација нешто со босилок. Добро. Може слободно да го оставиш така, путерот сам ќе се топи, повеќе мешаш, повеќе ги распаѓаш намирниците, остај ги на мирно, на тивко. Многу внимание му правиш на месото, многу. Затоа ќе ти биде полесно со помал нож. Многу се мачиш со... Од навик. Имаш 3 различни ножеви и еден единствено потребува. Океј. Во кујна има секој посебен нож за посебна задача. Знаеш што мислам, а? Да. Тука. Палка за готвење. Добро. Се отвара така, да. И се вади пластиката. Ете така. Полека. Океј. Јаболкото исто ќе ни го сервираш свежо? План ми е да му го нарендам од озгоре како за крај. Може. Ако ти се ти треба ренде. Да. Повели. Тоа на крај. Може, зашо да не? Да. Како да тој шмек на крај, Да. изрендан, со босилекот. Ви реков јас, ќе му најде чари на јаболкото. Може да биде ово. Може ќе бидеме изненадени. Има во својата глава нешто измислено што ние не го мислиме. Ние имаме друга имагинација, тоа има друга. На крај ќе Навистина видиш со што истите ќе намирици, секој може да со Да. своји идеи и се тоа да направи нешто. Мене отидов на комплетно различно од тоа. Ама ајде, и мислам ти и вие исто.
Да, ама секој си има свој принцип Точно. на работа, Да, да. може би неговиот ќе не фасцинира. Да. Изгледа зеленчукот. Одиме на селска таба на модерен начин. Да, Да, така можеме да кажеме. со модерно место. За модерно месо. Ете така, да. Интересно, па треба за сите вкусови. Да. Пак ќе кажам, може ќе бидеме изненадени од резултатот. Да, Имаш уште 3 минутки. да. Имаш уште време. Добар си. Све што не ти треба, врати позади, чиста маса. Одлично. Тука, ставај тука, ете така. Да не смета на масата, избриши масата, даската и све да биде чисто, фрлај што ти не ти треба. Да, да. Ова е за фрла. Океј. Уште 2 минути. Што Океј. станува путер, не ми треба, може Не ти треба? Може во фрижидер да го ставиш? Да. Океј. Ете така, чисти убаво масата. Станува. Чисто со Ножот ако не ти треба, стај го во лавабото. Гледа, може со видео? Да. Пред се мора да биде чисто. Таман, тоа сакам и тоа го почитувам. Секој готвач мора да работи чисто. И ова е одлично. Па се гледа педантен, кога дојде, облеката, тип-топ, панталони, Да. облека, све. Браво. Готово? Чудно ми е Не, што на него уште млад е и уште толку слаб. Оти за шеф да биде слаб, така, малку е чудно. Или е болен, или не сака да јаде. Нема друго. Па шеф мора да биде малку... Да, овде ти стај. Гледам реакција кај поддршката. Поголема за себе. Поголема за сервирање. Имам ваква, ако сакаш ме, тоа е повеќе за сос. Добро. Ако ти Добро, оди, добро. мислам ти тоа ќе ти биде по соодветно. Имаш уште 40 секунди. Мислам ти си во време да направиш нешто убаво, вкусно, ми се допаѓа. Да. Чудо, навистина да. На крај изгледа нешто убаво. Неочекувано. Да. Малку што е со премногу е и премногу е печено и сосот се двои. Мислам дека младиве шефови уште не се запознаени доволно со овој тип на месо. Не само тип на месо, ама со крем павлака да се работи и света. Крем павлака не му бара толку време за подготовка. Како кажуваше, убаво кажуваше на крај, чудно ми беше што го стави малку и порано. Времето Да, истече. да. Времето истече за кратко. Помина. Ама готово. За кратко. При крај сме. Оп. Остај све позади. Уште последното што ти треба. И можеме да кажеме, оти е завршено Па да, готово. или совршено? Да. Како е? Завршено Да. или совршено? Па, завршено. Двете во едно? Да. Дали имаме завршено, совршено јадење? Мислам дека да. Само се закаснавме, али... Среќен си од што Па да, би напред? требало, да. Професорке, што мислите? Завршено е, а за совршено ќе провериме. Да. Па за Треба да совршено, одлучите вие. како кажавме, мора да пробаме. Се гледаме за кратко со пробањето.
Професорке, мислам, оти ќе биде убаво јадењето. Да. Јас мислам. Очекував малку нешто различно, мислам оти и вие. Гледавте од почетокот на министе што ги ставивме внатре и вау, ќе направи нешто, ќе направи нешто, ќе направи нешто. Вие имавте идеја, јас имав друга идеја, он ни направи трета идеја. Филип, со твојот тањир, тај го тука. Минималист. Ама се снајде. Да, Пак ќе кажам. Сепак стигна на време со мало каснење, да. Објасни малку како го готвеше тоа, пак да има малку еден. Па, место маце го запржив, потом му додав зеленчук, роквица, и на крајот јаболка, Рендана, да. рендана, да, роквица, пашканат и тоа. Босилекот го стави како гарнир. Да. Ако го сецкаше претходно, го мешаше во тоа, немаше да меша, да го менјава вкусот од све тоа? Па ќе го сменя, али ми текне да го ставам на крај како декорација нешто да отвори, не знам. Генерално декорацијата ја вадиме и ја ставаме на страна. Жал е на нешто на босилек што има толку убав мирис, толку убав вкус, да го ставиме на страна и да не го јадиме со комбинацијата. Јас ќе го земам чисто така, ќе земам еден лист. Ама 90% од луѓето, они што прават од декорацијата ја стават на страна. А? Ајде, врати се на место, ние ќе пробаме, ќе видиме, ќе оценуваме. Ајде, може, ќе бидиме изненадени. Професорке, месото изгледа убаво, а? Да. Да земеме со малку зеленчук. Да. Вкусно. Да. Стварно? Да. Чудно. Тука како добро ќе одеше и претходно ставен босилок, Да. малку кон крајот во запршката. И јаболката ќе беше комбинација врв. Знаеш што ти ова е преубаво. Што ни направи овде е преубаво, вкусно, да требаше малку да биде не толку, како да кажам, издинствено крем фрешот, да биде малку уште течно. Оти овде више се здвои. Значи се двоише мрсното од кремата. Да. Требаше, како кажа ти, на крај да му додаваш само крема и ќе беше врв. Си блиску од нешто совршено. Ама вкусот е предобар. Да. И јас сум изненаден. Не очекувам ваков. Не? Ваков вкус. Не. Комбинацијата на зачините. Ма мислам од Индион. Да. Мислам од Индион. Што направи овде не беше така измислено. Беше измислено така? Па не ми текна друга идеја со зеленчук што да направам. Браво. Ова можеш да го да размислиш за добро име и да го внесеш во Да го менито брендираш, да? во твојот ресторан кај што работиш. Да. Навистина. Оти ова никаде не се јаде. Да. Ја прв пат што јадам таква комбинација, нешто е толку убаво. Да, стварно. Се ежам. Вау. Да. А? Навистина, значи, нивото на солено, нивото на зачини колку е ставено, на Се. розмарин, на се, беше, значи, комбинацијата е тоа. Малце јаболка на крај. Јаболката, ако ќе беше мешана, извините, со све тоа, ќе ти даваш уште едно так, маличко плюс, што ќе беше, што ќе го одеше до врвот. Премногу од твоето кратко дадено време го потроши на лупење, месо, да. сецкање на јаболкото, а на крај искористи многу малку од малку, да. јаболкото. Да. Го тргна на страна. А знаеш колку време го сецкаше, го лупеше, го чистеше и на крај не го искористи. Исто така да, премногу време помина на пропржување на месото, а можеше месото да го оставиш да си само да се крчка. динства, да. Затоа што имаше доволно путер, доволно крем во него, доволно зеленчук што пушта исто така сок. Изненадување. Да. Ау, ајде да оценуваме тоа. Епа Ајде. ова, со такви јадења, се ужива. Да. Јас, со ова парче месо, со неколку зеленчук, верувај ме, денес уживав.
И се надевам оти вие ќе уживате, оти ова да го повторите дома, не знам дали ќе успеете, оти тоа е малку нешто посебно измислено на моментот и све тоа, ама совршено. Марк, признај Вау. дека ја и ти ќе го повториме. Јас ќе го пробам да го направам на тој начин. Мојата идеја што беше претходно не беше така. Ја мислев тоа ајде да објаснам како јас мислев да се сечи прокеј, трупката како? И роквицата и свето, и да се направи како мала салата, од сем да биде малку пропржено така, чисто да биде така настрана и кремот да го правам со месото. Ама да не ги мешам. Ама овде мешањето, вау. Да. Вау. Ого, ајде. Што оценуваме прво? Вкусот. Па да, одиме со вкусот. Тешко да се дава максимално, јас ти го давам. Браво. Ме изненади на вкус, на вистина. Не очекував. Мислев комплетно различно. Секоја чест. Се согласувам со Марк. Да. Се согласувам со Марк. Вкусот значи на вистина. Може би изгледа вака пред камерите дека ние тука нешто измислуваме, но ќе имаш прилика и ти после да пробаш и ќе видиш на вистина што си подготвил. Секоја чест. Браво. Океј. Продолжуваме. Презентацијата едноставна, со такви намирници како се наместени, нема друго решение, освен да го ставиш во калап, да му ставиш убави декорации, николци, такви ствари. Друго нема, или не. Мислам презентацијата е тоа. Да не ајде. Јас ќе бидам многу пак ќе ти ставам 5. Мислам оти е малку премногу, ама со што како го направи, нема друга презентација. Во врска со презентацијата ти давам 4, од причина што најпрво долго време се мислеше да се мотивираш какво име да му дадеш. Потоа даде краток и брз опис. Значи не се потруди да дадеш детален опис на храната, што е против еден врвен шеф. Треба малку повеќе да се потрудиш. И исто така, кога те запознававме со кујњата, доста се интересираше, бараше калапи, модли и слично, а не ги употреби. За разлика од другите кандидати, каде бев во претходните емисии, кои не се интересира, очекував од тебе дека од интересот и ќе покажеш некое знаење. Заради тоа добиваш 4 од мене. Професор, ќе се стагам комплетно со вас. Јас малку бев премногу, ама тоа е тоа. Срцето работеше малку повеќе. Сега, имагинација. Дали на вистина од почетокот ми измисли така да го сготвиш ова? Па да, го смисли. Ти не ми текна друга идеја со зеленчук што да направам и викам ќе пробам, оти да не. Па ете испадна добро, како што кажете вие. Професорке, проблем? Имагинацијата сега. Јас не. Јас ќе одам, да. Со 4, оти пак можеш едно што друго да го... Ама окей, ја направи све тоа, ти давам 4. Да не претеруваме со 5, ти има уште тој што фали за да го имаш таја 5. Не пада исто. И од мене добиваш исто 4 за имагинација, бидејќи некако цело време додека ја подготвуваше храната, во тебе гледав несигурност, како да немаш јасна слика во себе што сакаш да приготвиш. Буквално како се да беше на среќа, на лото. И стварно испадна на вистина добро, ама на среќа. Точно. А еден шеф не може секој пат да готви на среќа. Не. Од среќа имаш еднаш, 2 пати, 3 пати после... Ама овде имаше среќа денес. И на вистина убаво се употреби и окей. Искрено, окей. Да. Браво. Браво. Мислам ти кажав не, све што треба, јас да ви кажам право, професор, извините, ама ќе земам уште едно парче, оти на вистина ова многу ми се допаѓаше и мора уште едно парче. Да. Ќе пробате и вие од другата чинија. Да. Има меко, има крскаво, има вкус, има плюс, минус. Вау. Да. Уживам. Се е супер. Уживам во залакот.
што го имам во устата. Поклонче за него. Ајде, дојди кај нас. Мислам ти од нашите партнери имаш президент, имаш Павлака, имаш кисела Павлака, имаш сирење, повели за да направиш уште многу убави такви рецепти без да ги смислиш. Имаш некои други намирници од кристал, масло. Да. Сакам да го гледам за година 2, да видиме до каде е и може ке, Гледам амбиција и во него и во неговата поддршка што денес дојде тука, значи секоја чест. Дека ќе оди само напред. Храброст, малку срамижлив, ама добар. Нормално. Да, очекуваме сега од вас, гледачи, да гласате за Филип. Филип се снајде. Среќа, ама се снајде. Преубаво јадење. Вие сега да оцените, да видиме до каде ќе одите, од 1 до 10. Еден мал коментар, голем коментар, ќе го пренесиме. Обавезно на социјалните мрежи, Инстаграм, на Фейсбук, Авантурите на Марк. Гласајте и ако вие, младите таленти, сакате уште да дојдете овде, да се покажете, да покажете вашите вештини, вашите убавини, во готвењето, добро дојдени сте. Пријавете се, има уште неколку места, не се многу, уште неколку, навистина. Дојдете, пријавете се, пишите на социјалните мрежи или на имејл m.doyong@mi.com. Добро дојдени сте овде во нашата кујна. И тука сме сите за вас. Среќни празници. Чао, чао на сите.